Добар ден, почитувани, ја следите на новата Телма амбуланта. Болка во стомакот, надуеност, проблеми со варењето. Ова се симптоми што често ги занемаруваме, мислејќи дека се минливи. Но понекогаш тие се знак за состојба која е многу почеста отколку што мислиме, особено кај луѓето над 50-та година. Дивертикулите во дигестивниот систем може да поминат незабележани со години, но понекогаш создаваат големи проблеми. Како се открива оваа болест, кога станува опасна и што може да се направи за да се спречи? Разговараме со професор доктор Бети Тодоровска, гастроентерохепатолог. Разговорот следува веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма, а во текот на емисијата вклучете се и со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме за една тивка и честа болест на дигестивниот систем со сложено име дивертикулоза. Гостинка во студиото ни е професор доктор Бети Тодоровска, гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добре најдов. Професорке, што се тоа дивертикули и зошто се јавуваат на дигестивниот систем? Тоа се едни така наречени кесести проширувања на ѕидот на дебелото црево, кои што се поврзани најчесто со старењето. Значи, колку е поодмината возраста, толку и шансата за присуство на овие дивертикулуми е поголема. Настануваат најчесто како резултат на недоволна консумација на храна богата со она што го викаме фибри, со влакна, растителни влакна, кои што ќе создадат поголем волумен на изметот и ќе овозможат понормалната пасажа на цревната содржина. Значи, кога немаме присуство на тие влакна, практично изметот е посув, не е волуминозен и тогаш практично организмот, односно цревото, се труди, се мачи на некаков начин да ја избутка цревната содржина и при тоа го зголемува тој така наречен интралуминален притисок во самото црево и во тие услови практично има шанса да настанат тие дивертикулуми. Значи, во директна корелација со начинот на исхраната? Па да, има и други фактори кои што придонесуваат, меѓутоа најчесто да, може и генетиката, затоа што се среќаваат дивертикулуми и кај луѓе кои што навистина практикуваат и здрав начин на исхрана и сето тоа што ние го препорачуваме, они го употребуваат, меѓутоа сепак тие дивертикулуми постојат. Значи сепак постои некаква слабост на ѕидот на цревото, каде што делот од ЗИДот, ние тие слоеви ги нарекуваме првите два, мукоза и субмукоза, практично навлегуваат или хернираат на местото каде што крвниот сад навлегува према мускулниот слој за да го храни ѕидот на цревото. Значи тоа се тие слаби точки каде што настанува таа хернијација на мукозата и на субмукозата. Кога сме кај ризик факторите, дали одредени животни навики, како што е седечкиот начин на живот, може да доведат до појава на дивертикулуми? Да, седечкиот начин на живот може да доведе. Обезноста исто така е поврзана и со полоша клиничка презентација, исто така и кај пушачите, почесто кај нив доколку е присутна дивертикуларната болест на цревото, тогаш може и воспаление да се јави на тие дивертикулуми, која што состојба ја нарекуваме дивертикулитис, така да има бројни фактори кои што влијаат на оваа состојба. Професорке, оваа состојба секогаш е стекната или може да биде вродена? Најчесто е стекната, значи можеби над 80% па дури 90% од овие дивертикулуми се стекнати и тие практично ги нарекуваме како лажни дивертикулуми, бидејќи не содржат во својот состав, не ги содржат сите слоеви на цревото, значи од мукоза до сероза, туку содржат само два слоја, мукоза и субмукоза. И затоа се водат и како лажни дивертикулуми. Значи лажни и вистински дивертикулуми. Да, стекнатите дивертикулуми се лажни. Додека вистинските тие се тие вродените, кои што навистина во редок број на
случаи се јавуваат. Можно е да се презентираат во детска возраст, со појава на необјаснети цревни крварења или болка изразена, која што се јавува кај помладата популација, и тогаш може да се утврди дека навистина причина е таков дивертикулум, кој што вообичаено тогаш е локализиран на ниво на тенко црево. Инаку, овие стекнатите дивертикулуми најчесто се локализирани на дебелото црево, и тоа претежно во оној лев дел од цревото, кој што го нарекуваме сигма. Тоа е према завршниот дел од цревото, каде што и луменот на цревото е потесен, и тука има услови за поголем развој на поголем интралуминален притисок и хернијација на ѕидот. Освен на дебелото црево и на тенкото, се јавуваат ли дивертикулуми на други делови од дигестивниот систем? Па може ли на хранопроводник, например? Да, може. Постојат дивертикулуми на хранопроводот, може да постои дивертикулуми на 12-палачното црево. Значи, се среќаваат долж дигестивниот тракт, но најчестата локализација е дебелото црево. И тоа, како што појаснивте, крајниот дел? Крајниот дел, да. Како одиме према завршниот дел, значи тие делови последни од дебелото црево се наречени ректум и сигма. На ниво на сигма, значи тоа е тој дел од 15 сантими до кај некои 30-40 сантиметри, кога најчесто се локализирани, но може да ги има долж целото дебело црево, не е исклучено. А колку честа појава се дивертикулумите во општата популација? Па таа е прилично честа појава. Во литературата може да сретнете дека дури и кај возрастните пациенти се среќава и до 70%. Меѓутоа, бидејќи во најголем процент тоа се асимптоматски пациенти кои што не се ни свесни дека имаат такво нарушување на ѕидот на дебелото црево, не е практично дијагностицирана болеста. И вообичаено се среќава како случаен наод при преглед кој што е индициран ради нешто сосема друго. Например, можеби колоноскопски преглед е индициран во рамки на некоја скрининг програма за скрининг на колоректален карцином, па тогаш да се најдат дополнително и тие кесести проширувања, односно дивертикулум. Скриени џебови. Скриени џебови, како сакате, да. Споменавте дека често пати се асимптоматски, но можете да предизвикаат симптоми. Што е најчесто? Да имаат кога ќе се јават симптомите, значи може да поминат со појава на болки, со подуеност, со промена на конзистенција на измет, значи на изменично празнење кое што е како диареален синдром или како потежнато празнење, обстипација, што дури некојаш може и да се преклопи со нервозното дебело црево, иритабилниот колон ги има сличните симптоми. Меѓутоа, во одредени услови може да тие симптоми уште повеќе се влошат. Значи, ако настане воспаление на тој дивертикулум, веќе тука имаме зголемена температура, треска, поизразена болна осетливост. Најчесто тоа е во лев долен квадрант, бидејќи тамо и најчесто се локализирани. Може лабораториски да се нотира пораст на сите оние реактанти на акутна фаза на воспаление, како што се леукоцитите, CR5, значи сето тоа веќе ни оди во прилог на тој дивертикулитис. Тоа е веќе воспаление на тие дивертикулуми. Но доколку тие не се воспалени, обично нема да даваат симптоми или може да даваат симптоми покрај што не се воспалени? Симптомите, доколку, значи она што на почеток ви го кажав, болката, променливата конзистенција на изметот, подуеноста, може да бидат дел од симптомите кај пациентите, меѓутоа тие се водат како некомплицирани, значи немаме симптоми кои што се посериозни. Овие другиве веќе, кога се јавува и фебрилност и пораст на инфламаторни маркери, тогаш веќе зборуваме за да кажеме, изразена симптоматологија, и таа веќе е врзана и со развој, можен развој на компликации.
компликации во смисол на перфорација, значи што се случува. Практично најчесто воспалението настанува кога дел од цревната содржина ќе навлезе во тоа кесесто проширување, тука ќе остане и практично ја воспалува слузницата. Во такви услови, значи освен воспаление што се јавува, може дури и да настане и крварење, односно тоа крварење може да биде и прилично сериозно. Зошто? Затоа што тука ги немаме сите оние слоеви на цревото и од друга страна, значи крварењето кое што се јавува е артериско, зашто потекнува од крвните садови што го хранат ѕидот на цревото, истенчен е тој ѕид и ризикот од перфорација, од прскање на тој дивертикулум исто така е присутен во тој момент. Споменавте дека дивертикулуми се јавуваат долж целиот дигестивен тракт. Так. Може да има и на хранопроводникот, 12-палечно црево, тенко црево, дебело црево. Дали сите тие даваат слични симптоми и дали сите се подеднакво подложни на ризик од компликации? Па знаете како, значи зависно од локализацијата. Оние што се на тенко црево, значи тука кога говориме за млада популација, она што ги реков оние вродените дивертикулуми што се појавуваат, тие вообичаено се поврзани со појава на крварење во детска возраст. Значи, други некои посебни симптоми не даваат, но може наеднаш од нигде никаде детето да добие присуство на крв во изметот и тогаш веќе тоа е нели аларм и почнуваат инвестигациите. Доколку се локализирани на ниво на храново, значи има еден дивертикулум кој што се нарекува Зенкеров дивертикулум, тој може да доведе до тежното голтење, зашто нели во тој дел поминува храната што ја консумираме, може да се јави отежното голтење, може да се јави оној лош здив кој што дури некогаш и се чудат самите пациенти од каде јас таков здив, а тоа е практично поради тоа што храната се задржува во тој дивертикулум, таа се распаѓа тамо и од тамо се појавува и непријатниот мирис. Да. А доколку дивертикулумот е на дебелото црево, дали понекогаш може да даде симптоми слични на слепо црево? Да, може да даде. Споменавте како воспалителна болест кронова. Може да се случи, значи симптомите од типот на болка, па дури некогаш и обструктивна симптоматологија со неможност на цревна содржина да поминува кон дисталниот дел, може да се случи, меѓутоа сепак имиджинг методите кои што се важни во поставувањето на дијагнозата би требало да ни направат дистинкција помеѓу тие состојби. Професор, ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта со прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Оние пациенти кои што знаат дека имаат дивертикулуми, треба ли да внимаваат на исхраната за да не дојде до нивно воспалување? Например, треба ли да се направи некаков режим специјален исхрана и да се исфрлат јаткасти продукти, семки, сончоглед? Знаете како, во минатото беше мнението дека јаткастите плодови и семките лошо влијаат на оваа болест. Меѓутоа, се повеќе студиите укажуваат на тоа дека практично слободно може и јаткастите плодови да се употребуваат кај оваа болест. Значи, не се контраиндицирани за употреба, меѓутоа, она што е клучно да пациентите водат еден здрав начин на исхрана, тоа значи да во својата исхрана имаат многу зеленчук, многу овошје, со тоа ги внесуваат на тој начин тие растителни влакна кои што се потребни за нормална пасажа, да пијат многу течности, тоа е клучно, и да имаат физичка активност, затоа што со самото движење, со самата физичка активност практично се подобрува цревната пасажа и се подобрува празнењето. Така да оние ставови од минатото да се тргнат на страна јаткастите плодови веќе не важат. Знаете, во медицината постојано има промени на сознанијата околу одредени
состојби, така да веќе испитувањата покажале дека тие не влијаат негативно на дивертикулозата. А што е со оние пациенти кои што имаат отежнато празнење на дебелото црево? Често пати се соочуваат со запек. Да. Дали таа состојба може да ги влоши дивертикулумите и да доведе до некаква инфекција? На запек практично пациентот секогаш се труди, се напрега за да се исфрли изметот од цревото и во такви услови се зголемува тој притисок внатре во луменот на цревото. Тоа е една од причините и за настанување на дивертикулумите, меѓутоа и за влошување на симптоматологијата. Затоа и велам, соодветната храна, многуте течности, нема да дозволат да едноставно пациентот има такви обстипантни потешкоти кои што би ја влошиле ситуација. А честата примена на лаксативи може да доведе до олеснување, до подобрување на состојбата или пак до нејзино влошување? Самото празнење на цревото ги подобрува симптомите кај пациентот, така да лаксативите како такви хронично да се употребуваат не се пожелни постојано пациентот да ги има, него треба да се направи еден свој ритам на празнење на цревото, најчесто да биде тоа во исто време во текот на денот, значи да не се потпира на нешто, на надворешен фактор кој што би влијал за да може да се... Зошто не се препорачува тоа? Па затоа што понатака ко прво прави еден вид на зависност, второ има ризик од развој, значи на тие лаксативи ја менуваат слузницата на цревото, па некогаш дури може да се поврзува и со појава на болести кои што може да одат и во насока на карцином. Така да затоа често користење на лаксативи не би требало да биде редовна употреба, значи. Повеќето луѓе имаат навика во тоалет да влезат со мобилен телефон и да се задржат тоа, да, значи долго време. Најубаво е да кога ќе се добие нагонот за дефекација, тогаш да се седне, тоа да се заврши кратко, затоа што секое напнување само ја влошува и состојбата во тој анален сегмент на цревото, така да не е пожелно долго седење на шолја. Тоа значи може да ги влоши и дивертикулумите, да. но и да доведе до појава на хемороиди? Хемороидите, да, апсолутно се врзани со таа состојба, меѓутоа обстипантните тегоби се најчестата причина што ни ги влошува симптомите и на дивертикулозата. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме со останатите прашања предвидени за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, едно прашање се работи за мајка ми. Има диагноза дивертикулоза, меланоза. Добра. Исто на дебело црево. А исто го снимавме и желудникот и на него има некои ранички. И се жалит на голема болка на стомакот. Празнење некогаш е нарушен. Со запек, некогаш со премногу. А и што треба да преземи? Така, што понатаму? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, што советувате? Дивертикулозата очигледно е видена на колоноскопија и таа меланоза која што се спомнува, токму тоа е... Што е тоа само меланоза? Па тоа е промена на слузницата на дебелото црево како резултат на хронична употреба на лаксативи. Тоа е она што споменавте пред малку. Да, таа станува како потемна и шарана и значи таа е таа меланоза што ние при колоноскопски преглед ја гледаме и веднаш знаеме дека пациентот редовно употребува лаксативи за празнење на цревото. Болките кои што се јавуваат може некогаш да се употребат некои спазмолитици, меѓутоа вообичаено третман за дивертикулозата, доколку нема развој веќе на оние симптоми на дивертикулит или друг тип на компликации, не се потребни. Значи, лекови конкретно за оваа дивертикулозна болест не треба пациентите да земаат како хронична терапија.
Она што треба е промена на начинот на живот, зголемена физичка активност и доколку дојде до состојба да тие болки се многу поизразени, тогаш треба да се направат дополнителни испитувања да се види дали евентуално веќе тие дивертикулуми се воспалиле и тогаш е потребен антибиотски третман. Меѓутоа само во тие конкретни состојби. Значи не треба пациентите на своја рака сами да се зимаат антибиотици во профилактички цели. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, ако сам јас. Да, вие сте во програма, одлично ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Имам обстипација околу 2 години. Како да кажам, немам класичен запек, Така? да не можам, него воопшто јас, например, ке јадам 5 дена, не осеќам дека треба да одам поголема нужда. И со лаксативи се испразнам и тоа е. 2 колоноскопи имам на година правено. Уредни се. Еден полип имаше извадене, претене на хистопатологија, спаѓа у таа група на, како се викат, добрите. Бенигни, така? Да. Тоа е. Но вие и понатаму сега имате... терапија одам, уште нешто, тумор маркери, тие, како се викат, CA19, ми се 180. На докторот во Штип ние не може да одиме на гастро, не можеме да ги најдеме докторите никош. Во Скопје имаме одено, значи таму имаме една колоноскопија правена, една ушестина и решение, кажам решение. Мислам дали има во... Дали, професор, ке да немате уште некој подпрашање, со оглед на тоа ке се покачаме дали може би некаква терапија хронична прима пациентот од типот на овие антидепресиви или анксиолитици? Не, антидепресиви не. Не. За срце нешто имам така за росфера. А која е вашата возраст? 72. 72 години. Тоа е добро во ред вид. Последните 2 месеца, да речеме, па не можам веќе да одам. Толку немам сила. Болки немам, никогаш не сум имал. Так. Но имате проблем со празнење на столицата. Тоа ви е главниот проблем со кој што се соочувате. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што би советувале? Вообичаено се случува со текот на возраста и тој нагон за дефекација се повеќе да слабе. Некоја посебна тука терапија во тој дел нема, освен да ги подобри животните навики во однос на исхраната. Значи, реален проблем се овие потешкоти обстипантни кај постарата популација. Они имаат помала физичка активност. Со самото тоа, практично и стимулусот за дефекација е нарушен, перисталтиката е ослабена кај нив и сето тоа допринесува да се јават овие обстипантни потешкоти. Многу често веќе помалку внесуваат и храна, значи таа оскудна столица е плюс дополнителен ризик фактор. Така да мора да... Чувството за жед се губи, претпоставам не внесуваат ниту доволно течности. Не внесуваат ниту течности, ниту храна, немаат активност и сето тоа е како едно врзано коло. Значи сепак мора да го подобрат тој сегмент за да може да им се нормализира столицата, иначе нема друго решение. Дали би било доволно ако за ручек земат грав, грашок, леќа, боранија? Да, сите тие мешункасти плодови растенија се особено важни за да бидат дел од наша секојдневна исхрана, да имаат салата редовно во исхраната, овошје да консумираат во време на ужинка и така натака, за да сето тоа на некаков начин се избалансира. Пред да го вклучиме следниот гледач, оние пациенти кои што имаат вакви проблеми, можат ли да конзумираат млечни продукти? Млеко? Да, доколку млекото не им смета, некогаш постои дефицит на ензим кој што го разградува млекото и тогаш тие имаат вообичаено подуеност, болка и така натака. Меѓутоа, ако го толерираат млекото,
може да се консумира. Слободно може биде присутно на мените. Особено во вид на јогурт, на кисело млеко. Дури тоа е пожелно. Па пожелно, поради пробиотиците што ги содржи. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Да, прашаме докторката, ја сега се уклучи во емисија и гледам тука за дебело црево за операција и јас сум се истиот проблем. Сега да ја прашам докторката, ја имам проблем многу долги години, пред 25 години и од тогаш ме остана проблемот, никако мислам да искочам без помош на апчиња или чаеви. И у годината 3 пати или 5 пати природна кога дојде. Иначе онака све сум со терапии. И на голема мака сум, а долго време, тоа значи пред 25 години вака и све исто си ми е, не може така, постојано го имате истиот проблем, а дали сте правиле колоноскопија? Конзумирам, нема проблеми ништо. Сте го снимале дебелото црево, колоноскопија сте правила? Да, правев еднашка 2016 година, ми беше добро. Све ради... И што ви рекоа, дали имате некаква диагноза? Па, ништо речем, све ми е добро, вика. Аха. Се е во ред, но и вас и понатаму ви е присутен проблемот со столицата. Многу години, зашто викам чека да се проверам и од тогаш не сум правил ништо на контроли, не сум бил. Така, ајде да видиме што ќе советува нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, кој е вашиот совет? Па тоа е проблемот што се јавува кај пациентите, што едноставно нивното црево станува мрзливо. Они се подпираат на тие лаксативи, само стимулусот го добиваат од тамо и на тој начин организмот не си создава собствен нагон, собствена потреба за празнење на цревото и тоа и она што го кажав претходно е како еден зачаран круг. Се додека ги зима пациентот лаксативите, не може да има нормално празнење. Значи мора да се тргнат тие лаксативи на страна, да едноставно се направи еден ритам дневен на празнење на цревото, секое утро да седнат во купатило на шолја, да едноставно направат напор за да дадат стимулус на организмот дека цревото треба да се празни. И после тоа организмот веќе е како саат. Следното утро повторно ќе бара во исто време да се испразни. Тоа е клучно да се случува кај сите, мислам, кај општата популација. Меѓутоа, некако пациентите полесно им е да си земат апче или било каков начин на примена на лаксативот и со тој начин привидно решение дека ја завршиле работата, меѓутоа ја усложнуваат и ги прават вака мрзливи цревата да не може да функционираат нормално. Пред да преминеме на следните гледачи, имаме денеска доста гледачи што сакаат да постават прашање, да ве прашам, некои луѓе наутро ќе се напијат кафе и велат дека кафето има лаксативно дејство. Го препорачувате тоа или повторно е тоа форма на лаксатив? Па добро, реално да, кафето го создава тој стимул за празнење на цревото и кај голем дел од луѓето да речам позитивно делува, така да секој може да проба на различен начин што позитивно ќе му делува. Но не се смета како класичен лаксатив за празнење на цревата, не би направило кафето проблем. Ајде да ги слушнеме и останатите прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ја гледам емисијава и случајно видов дека ова е болест, е проблем на дебелото црево. Го имам истиот проблем цел живот. А меѓутоа никогаш не сум употребувала лаксативи, секогаш чекам и се трудам природно да изгледам. Одлично, да. Тоа е најдобро решение. Меѓутоа некогаш дури имам болки во стомахот од тоа. И пред година и повеќе на левата страна, како дете сум оперирана од кила, ми се појави колку мало јајце ко топче. Ние го третиравме како кила, ама немам проблем ни со кревање, ништо. Мислам дека дали е можно да биде од тоа од напрегањето на дебелото црево. Ви благодарам за вклучувањето во програма.
Не, тоа топче што сте го забележале сепак е кила на местото на оперативниот рез. Тоа многу често се јавува, без разлика и да нема кревање на тешки предмети. Може да настане слабост на тоа место и се појавува таа кила, меѓутоа тоа не е врзано со оваа дивертикулоза. Значи, дивертикулозата ние практично нити ја гледаме, нити посебно се манифестира, да речеме вака, визуелно. Може да се види со помош на имиджинг методите и практично и така и се препорачува. Најчесто се, како златен стандард е компјутеризираната томографија. Значи може да се види при снимање на стомакот, да се видат тие дивертикуларни проширувања. Може да се види при колоноскопијата, кога го прегледуваме цревото, може би конкретно за оваа индикација и не толку за други индикации, кога се прави преглед на дебелото црево. А доколку се сомневаме, па например за дека има веќе развој на дивертикулитис, тогаш пак колоноскопијата во тој момент е и контраиндицирана. Значи, тогаш не се употребува? Да, не треба да се направи. Зошто? Која е опасноста? Опасноста е од перфорација, односно прскање на тоа слабо место. Тоа се слаби точки на цревото што може практично тука да прснат и затоа вообичаено се чека да помине таа атака на воспаление, барем 6 до 8 недели да поминат, па дури потоа да се направи колоноскопија. Во акутна фаза не се препорачува. Имаме уште еден гледач, но едно подпрашање пред да преминеме на прашањето од гледачот. Гледачката, што пред малку се јави, спомена дека таа чека не употребува лаксативи за да се испразни дебелото црево. Колку може да се чека? Колку време може да не се испразни цревото, да тоа да не представува проблем? Значи, секој ден и не мора да се празни цревото. Тоа не спаѓа, да речеме, во критериум дека е обстипантен тој пациент. Веќе после третиот ден може би и ќе почне да чувствува тегоби, значи доколку нема празнења барем 2 неделно, тогаш веќе може да кажеме дека станува збор за обстипација. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, те слушаме одлично, повелете. Поздрав, добар ден. Поздрав за мисијата, прашање до докторката. Така. Видете, при голтањето осеќам тешкотија при голтањето. Некогаш кога голтам, ќе ми се препречи тука, па не можам ни да го голтнам, ни да го избалвам. Што е? Не знам сега од кои причини тоа е. Исто така, некој пат ова што е, тешкоти при самото проток на храната низ хранопроводникот. Така. Сега, понапред има овој што е стомачна кила, сега дали се работи од тоа? Или од друга некоја работа, не знам. Зато ме интересира сега од што може да биде така, овој проблем со кој што се соочувате. Ви благодарам за вашето прашање. Што би можеле да советувате? Значи, вакви потешкоти со голтањето некогаш може да се врзани со присуство на тој зенкеров дивертикулум на хранопроводот. Сепак треба да се доиследи пациентот, да се види што е причина за такво нешто. Може да се направи и рентгенско снимање на хранопроводот со тој акт на голтање, точно да се види кога поминува практично бариумовата каша, дали ќе имаме визуализација на таков дивертикулум кој што се наоѓа во близина на горниот езофагеален сфинктер. Меѓутоа може да биде и друга причина потешкотиите со голтање, значи не мора стално да се некоја органска причина што ние ја среќаваме на ниво на храновод. Во секој случај потребно е да се направи преглед, да се направи и гастроскопија, затоа што има и болести кои што со возраста може да
доведуваат до тежното голтање, развој на карцином на храновот и така натака. Значи треба да точно задолжителен преглед кај гастролог. Да, задолжителен преглед, апсолутно. Имаме уште гледачи. Следните двајца гледачи ќе бидат воедно и последните во денешната Телма амбуланта, за да имаме простор да дадеме одговор и на прашањата поврзани со дивертикулозата. Ајде да го ослушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали сум јас? Да, вие сте во програма, повелете. Сакам едно прашање до докторката. Јас втора недела како имам болки во стомакот. И правев испитување и ми рекла дека има ешерихија кој. Ама јас пијам хиперактивна. Каде го имате? Не, во што е детектирана ешерихијата? Каде е детектирана ешерихијата? На долниот дел на стомакот, мислам во... Дали преку мокрача, дали преку мокрачата, да, преку мокрача. Така, тоа. Добро. И и истовремено сум и хиперактивна на тироидната жлеза. Пијам и тие таблети. Сега, у последно време, имам како некој запек така. Пишува во таблетите дека ќе имам тоа. И сега, крварење немам, нанос, немам ништо. Сега се плашам да не е дебелото црево. Пијам цитерал во моментов 500 на 12 часов. Така, што понатаму? Претпоставаме вашето прашање. Ви благодарам за вклучувањето. Што понатаму, професорке? Па добро, повеќе проблемот на пациентката личи дека е поврзан со мокрачните патишта, со уринарниот систем. Тоа што има позитивен наод на бактерија во мокрача укажува на уринарна инфекција и болките во голем процент може да се поврзани со тоа. Значи, додека не се излечи оваа бактерија и да се види дали ќе биде тоа поврзано со намалување на тие болки, не треба да се превземаат диагностички процедури во однос на дебелото црево. Значи, првен треба да се разреши ситуацијата од страна на нефролог или уролог, зависи каде оди пациентката, да го заврши антибиотскиот третман, па после тоа се прави контрол на уринокултура за да се види дали е исчистена бактеријата. Ако и после тоа, после завршување на цел тој циклус, има стомачните глоби, кои што ако се врзани, сега не ја прашавме дали има и промени во празнењето на дебелото црево, во тој случај може да се оди понатака на тој тип на инвестигација. Ке го слушнеме последниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач? Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Да прашам една информација. Черкава е околу 40 години. Молим? Само намалете го тонот на телевизорот. Да го намалам? Да, следете го разговорот преку слушалката. Само на тој начин ќе може да имаме флуентна комуникација. Без прекини. Ало. Сега се слушаме, значи имате прашање кое што е поврзано со вашата керка. Едно прашање. Черкава околу 40 години. Отко ќе се најади убав ручек да онади, за брзо, за многу кратко време, онма има нагон за повраќање. Така, па сега сте загрижена што може тоа да биде? Да, инаку има и таа на хемороиди страда. Понапривелија нервен желудец дека има. Нервозен желудник рековте, нервозен стомак? Да. Желудник или стомак, дебело црево? Желудник. Аха, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле да дадете како насок? Па добро, тие повраќања после оброк треба да се види. Најчесто, мислам, тоа е нешто што е врзано и со консумацијата на храна. Треба да се види желудникот во неспалачното црево, да се прегледа дали има некаква патологија тамо. Доколку се исклучи се што е врзано со органска болест, значи кој што може да доведе до вакви потешкоти, тогаш следно треба да се види, да се трага по некоја психосоматска болест. Да. Професор, ќе се враќаме на дивертикулумите.
Доколку се тие асимптоматски, споменавте дека нема потреба од лекување. Нема потреба од терапија, да. Ако се воспала, тогаш антибиотска интервенција е потребна. Да. Сега, во кој случај се советува нивно хируршко отстранување? Не се советува хируршко отстранување, не. Апсолутно не. Само во случај на развој на компликации. Например, ако се јави таа така наречена перфорација, микроперфорација, значи преснување на дивертикулумот, тогаш цревната содржина може да се излее во стомачната празнина. И тоа веќе е аларм за веднаш да се пристапи кон конкретна диагноза. Кои се симптомите на акутниот дивертикулитис беше болеста? Дивертикулитис, да. Силна болка е еден од симптомите. Температура може да некогаш биде проследено и со повраќање. Меѓутоа, доколку настане преснување на тој дивертикулум, тогаш стомакот станува цврст како даска, значи тоа се знаци на тој перитонит. Тоа можеме да го докажеме со една рентгенска снимка на стомакот, рентген натив на абдомен, што ја викаме ние, за да се види дали има слободен воздух под десната диафрагмална купола, каде што вообичаено не би требало да видиме. Ако видиме такво нешто, тоа ни е знак за перфорација и тогаш мора хируршки веднаш да се интервенира. Меѓутоа, интервенцијата баш за да не се продолжи со истекување, да не се остави така пациентот, за да се излева цревната содржина во перитонеалната празнина. Инаку, хируршко лечење на асимптоматска дивертикуларна болест апсолутно нема потреба. Значи само промена на животниот стил? Да, промена на животен стил. Можно е некогаш да настанат и така наречени абцеси, тоа се гнојни колекции, значи кога ќе се воспали дивертикулумот, може тоа да се комплицира со развој на абцес. Во такви услови исто може првично да се проба со антибиотик, може со дренажа да се издренира таа колекција, меѓутоа ако не се успе на тој начин, тогаш е потребно хируршко лекување. Значи хируршкото лекување е оставено за многу мал број на случаи. Крварењата знаат често да се јават кај пациенти што апсолутно немаат никакви симптоми, значи ниту болки, ниту промена во цревниот хабитус, значи ништо немаат вака претходно, наеднаш крв во столицата се појавува. И вообичаено тие пациенти завршуваат кај нас на клиника, ние ги прочистуваме, правиме колоноскопија и гледаме дека во еден од тие дивертикулуми има коагулум, значи тоа било местото на крварење. Најчесто тие крварења завршуваат спонтано, значи нема потреба од интервенција. Сега, ако нешто се пролонгира да крвари, да не сопре тоа крварење, како што ви спомнав е артериско крварење, евентуално во таква ситуација исто хирургија доаѓа во обзир, но тоа се стварно ретки случаи. Колку често треба да прават контролни прегледи лицата кои што имаат оваа диагноза? Ако мислите на дивертикулоза, колоноскопија или така натака, нема потреба од контроли, значи оваа состојба не е врзана со ризик од развој, не знам, на малигноми и така натака. Единствено, честите воспаленија може некој потенцијален ризик да бидат, меѓутоа тоа нема препорака да пациент ако се диагностицира дивертикуларна болест да треба да оди на некакви редовни колоноскопски прегледи, тоа такво нешто нема. И моето последно прашање во денешната Телма амбуланта е дали постои начин да се спречи појавата на дивертикулози на дебелото црево, на тенкото црево или било каде може да се спречи. Ако од самиот, ако уште кога е лицето во помлада возраст ги практикува сите здрави навики на исхрана, на соодветна физичка активност, да нема седечки начин на живот. Значи со самото тоа превенира појава на развој на дивертикулоза, затоа што кај младите многу ретко се среќава. Најчесто е после веќе 60-та, да речеме, година од животот. Така да сите млади лица кои што практикуваат здрав начин на живот
би биле заштитени на некаков начин од развој на оваа болест. За среќа расте свесноста за потребата од промена на животниот стил. Јас така мислам. Иако младите сакаат повеќе брза храна, сакаат и брза, ама со телефоните се во раце, гледам дека сепак практикуваат многу од младите и физичка активност, и тие здрави, мислам, консумација на здрави намирници, сето тоа мислам дека би било позитивно во таа насока. Но секако тоа е препорачливо и по возрастната популација. Промена на исхраната, бидејќи видовме од јавувањата, голем дел од нив имаат проблем со столицата. Најголем дел од постарата популација, на тоа се жали. Така е. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за подробните појаснувања поврзани со оваа состојба, но и со низа други за кои што ни се јавија денеска гледачите. Драго ми беше, се надевам да им разјаснивме на гледачите што представува оваа болест. Ви благодарам уште еднаш, а на крајот од денешната Телма амбуланта ќе им се заблагодарам и на гледачите што беа заедно со нас во денешната Телма амбуланта. Почитувани, ви посакувам пријатен ден и следете не секој работен ден во 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за тоа како да бидеме и останеме здрави.